Благодарам, председателе. Ценета јавност, почитувани колеги, почитуван министер. Денес на дневен ред ја имаме интерпелацијата за работа на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. И нема да биде нескромно ако кажам благодарам на колегите од опозицијата што овозможуваат преку ваква дебата граѓаните уште еднаш да се уверат во успешноста на работењето на министерот Спасовски. Но не само успешноста, тука е и честноста, одговорноста, отчетноста како основни постулати во неговото менаџирање со ова министерство. Ова е новина за вас, почитувани колеги, непознато, затоа што вие сте навикнати во ова министерство да го креирате како механизам и за уцени, и за закани, и за конструирање на случаи против политичките неистомисленици, па дури и против секој оној кој размислува поинако од вас. Колеги пратенички и пратеници од опозицијата, знам дека ви треба теми за да бидете актуелни и да зафатите барем дел од медиумскиот простор. Ама ајде, обидете се со нешто позитивно. Предложете закон, дајте идеја како да унапредиме некоја состојба или област. 11 години владење на вашата партија беа злоупотребени за целосно уништување на угледот на ова министерство и класична злоупотреба на механизмите за работа на ова министерство. А вие решивте да дебатирате баш на оваа тема. Извинете, ама многу аматерски и непромислен потек. Не се. Побаравте одговори и ќе ги добиете само преку соочување на аргументите и дебатирање, а не преку презентирање на лажни вести, зашто, признавам, сте одлични. Денес, само неполни 2 години по формирањето на актуелната влада, многу работи реално се подобрија. Денес знамето на НАТО се вее пред македонската влада. Со колегите од Европа и светот не зборуваме за меѓуетнички конфликти и можни дестабилизирачки сценарија, туку зборуваме за глобални безбедносни предизвици и справување со нив. Со представниците на Европската Унија и НАТО зборуваме за успешноста на реформите, а не за злоупотребата на институциите. Тоа, почитувани, е напредок, а не назадување. Состојбите кои се затекнати во министерството не се состојби кои за 2 години можат одма да се унапредат, но токму затоа министерството и министерот лично покажаа подготвеност да дебатираат за начините како нештата да се подобрат и унапредат. Транспарентноста на министерството стана секојдневие. Не се крие, ама буквално ништо. Не се кријат ниту прекршоци или кривични дела, сторени од полицајци, ниту пак од советници на министерот. Денес јавноста се известува редовно и за секоја активност или акција на министерството. И да, денес нема повеќе простор за зацкривање на убиства. Колеги од ВМРО ДПМНЕ, и ние и вие, а и јавноста знае во каква состојба беше Министерството за внатрешни работи после 11 години власт на ВМРО ДПМНЕ. Се сеќавате дека вашите најистурени играчи сами велеа дека изборите се договараат и спроведуваат во, цитирам, ВМРО-МВР. Буквално се беше партизирано и ставено во функција на една партија. И граѓаните имаа шанса да слушнат како функционираше министерството додека ВМРО ДПМНЕ го водеше овој ресор. Но вие, колеги од ВМРО ДПМНЕ, со ниту еден збор од ова не се оградивте. За вас разговорите од бомбите беа лепени, сечени и монтирани. Прислушкуваа странски служби во жолти комбиња. Токму од овие причини, оваа интерпелација поднесена од вас во најмала рака е несериозна и целосно неаргументирана.
Вие, колеги, кои сега сакате да судите, иако навистина реално немате што, не го осудивте моментот кој фрли црна дамка, а тоа е што владата и институциите, кога беа под контрола на ВМРО ДПМНЕ, прислушкуваа повеќе од 20.000 граѓани. Знаете ли каков пораз е тоа за една држава и за еден систем кој претендира да биде демократски? Токму овој проблем, кој вие го креиравте и практикувавте, безочно злоупотребувајќи ги институциите за партиски цели, министерот Спасовски од моментот на превземање на функцијата прави се да го реши. Во соработка со меѓународните институции во изминативе речиси 2 години беше спроведена реформа на системот за следење на комуникациите. Без ни малку колебање или негодување, министерот Спасовски предложи закон за следење на комуникациите во кој на ова собрание му даде можност да врши контрола буквално во секој момент без најава и ограничување. Да, вратите на тврдината која ВМРО ја чуваше се отворија за собранието. Секако, оваа реформа беше позитивно оценета и една од клучните постигнувања за нашата евроатлантска интеграција. Несватливо за граѓаните, но за жал беше метод за работа на ВМРО ДПМН што беа поставени уреди за снимање на интерните разговори во обвинителството. Јалови се вашите обвинувања, почитувани колеги, и обидите да го одбраните неодбранливото. Во тек е вештачење на овој скандал, но само ќе ви го освежам сеќавањето. Оваа централа е купена и монтирана во 2013 година. Повторувам, 2013 година, кога ВМРО ДПМН ги имаше сите полуги на власта. Снимањето разговори во обвинителството се рецидив од минатото и пракса на минатата владеачка недемократска структура. Да ве подсетам, почитувани колеги, на 27. април 2017 година, на крвавиот четврток, овде во храмот на демократијата, како што милувате да кажете, а и како што треба да биде собранието, видовме дека МВР не функционира и е претворено во партиска полиција. И да продолжам со црната слика на вашето ВМРО-МВР. Додека структурите на ВМРО ДПМНЕ 11 години ги црпеа ресурсите од ова министерство за да ја хранат партијата, министерството целосно се разнебитуваше. Полицијата се користеше за сеење страв, за одмазда и закани кон неистомисленици, за режирани апсења и режирани случаи, за заташкување кривични дела, за изборни нерегуларности. Партиските послушници беа унапредувани, а професионалците беа тргани настрана и буквално угнетувани. Токму поради тоа, угледот на овој ресор беше уништен, а граѓаните целосно ја изгубија довербата во Министерството за внатрешни работи. Полицајците немаа соодветни униформи, полициските станици во дел од Македонија се распаѓаа, полицајците на суд си ги бараа своите права. Тој колапс на системот не може преку ноќ да се поправи. Предолго овој ресор беше уништуван за ВМРО ДПМН да има сега право, да има образ да коментира и да бара одговорност за состојбите во Министерството за внатрешни работи. Прашувате што направил министерот Спасовски за оваа година и половина, додека тој го води Министерството за внатрешни работи. За овој период направена е најважната клучна реформа на системот за следење на комуникации и во тек е реформа на Управата за безбедност и контраразузнавање, во која ние пратениците и опозицијата и позицијата сме вклучени целосно. Се работи за зајакнување на професионалните стандарди, владење на правото и функционирањето на правната држава, кои се основните елементи на кои се работеше изминатиот период во сите општествени сфери. Вратени се позорникарите, се врати полицаецот со човечки лик, полицијата стана целосно блиска до народот. И сето ова во согласност со забелешките наведени во извештајот на Европската комисија и релевантните меѓународни организации и оценски мисии.
Почитувани колеги, можам вака да набројувам до недоглед и вие сте свесни за сработеното и за тоа колку се подобрени состојбите. Ве молам, завршете ја мислата. Председателе, Оливер Спасовски од првиот ден ги презема сите можни чекори, ги спроведува сите неопходни реформи за да спречи никогаш повеќе МВР да не биде инструмент во рацете на некоја партија. Тоа е основната мисија која има министерот Спасовски. Никогаш повеќе ВМРО, никогаш повеќе заробена држава и затоа Спасовски заслужува Ви благодарам. за внатрешни работи, од кого ќе имате многу да научите. Ви благодарам. Ви благодарам.